Самиот развој на техничките решенија и дигитализацијата на работните процеси ни овозможуваат забрзување и поедноставување на работата. Значително подобрување при управување со ресурсите, имотот, средствата и секојдневните операции. Користењето на контролни табли ќе ви овозможи услугите кои ги нудите како компанија да бидат лесно достапни и транспарентни, а воедно и лесно и брзо да донесувате заклучоци за важни одлуки, презентирајќи аналитика базирана на локација, користејќи интуитивни и интерактивни визуализации на податоците на еден екран. Постојат многу причини да креирате контролна табла и многу видови контролни табли што можете да ги креирате. Видот на контролната табла што ја креирате зависи од тоа со кого ја споделувате информацијата и секако со информациите што сакате да ги пренесете. Некои контролни табли се оперативно по природа и се дизајнирани да ви покажат што се случува во моментот. Други се повеќе стратешки и се идеални за следење на клучните показатели за ефикасноста на организацијата. Некои контролни табли се повеќе аналитички и се користат за да се идентификуваат трендовите на податоци или други интересни карактеристики на податоците. Контролните табли се создадени за да бидат интуитивни и лесни за разбирање од различни тимови и луѓе во и надвор од организацијата. ЈП Водовод и канализација Скопје е наш долгогодишен клиент, кој многу години наназад имаше постоечки ГИС прегледник кој вработените редовно го ажурираа со податоци за водоводната и канализационата мрежа во градот. Со последните промени кои ги реализиравме, сега компанијата има ГИС портал во кој се вклучени сите ГИС апликации и анализи преку контролни табли, како и надградба на постоечкиот ГИС прегледник со нашиот производ GDI Ensemble Smart Folder. Сите анализи се опфатени во контролни табли како дефекти во мрежата, наплата по региони, квалитет на водата и слично. За изработка на овие контролни табли се поврзавме со неколку веќе постоечки апликации во водовод и канализација и на тој начин клиентите на лесен, брз и доста прегледен начин ќе дојдат до посакуваните анализи. Најпрво, овозможивме интеграција со постоечкиот систем за наплата на сметки во водовод и канализација, според водомерните броила и генерираните сметки за нив. Врз основа на наплатата на сметките може да се направи анализа за бројот на издадени сметки, бројот на наплатени, ненаплатени и делумно наплатени сметки. Веднаш се прикажува и промената на годишниот приход во денари, како и приходот во денари по региони. Во следните анализи, кои исто така се направени со интеграција со постоечкиот систем за наплата на сметки во водовод и канализација, имаме приказ на вкупно потрошена вода по водомери, по реони, по месеци и по години. Овие податоци, исто како и во претходниот случај, може да се филтрираат по година, месец, општина и реон на генерираната сметка. Водовод и канализација имаат апликација за лабораторија со податоци за квалитет на вода. Тука податоците се внесуваат на дневно ниво врз основа на лабораториските податоци добиени од мерните места од каде се земаат примероците за вода. Со интеграција со таа база на податоци изготвивме контролна табла за приказ на податоците за квалитетот на водата. Дел од податоците кои тука може да се видат се хемискиот состав на водата, бојата, заматеноста, температурата, базноста, тврдоста на водата и слично. Податоците може да се филтрираат по мерното место, по годината, по месец на мерење, по санитарна исправност на водата, по типот на анализа и по типот на вода. Наредната контролна табла ги прикажува анализите за дефектите на водоводната и канализационата структура. За да се овозможи ова, направена интеграција со постоечката апликација за регистрирање на дефекти. Од тука, на визуелен начин, се прикажуваат дефектите на ниво на град Скопје. Се дава приказ на типот на дефект, како и одговорниот сектор за санација на тој дефект. Може да го видиме графиконот за вкупниот број на дефекти по година, нивниот графички приказ по тип на интервенција, како и детален приказ на сите информации на дефектот и локацијата на мапа.